Добре дојде за Филип Димковски, поет, новинар, препејувач, дипломирал на Факултетот за земјоделски науки и храна, произведува домашни производи од градината на Филип и продолжува да учи и разне. Толку многу улоги, а толку млад човек. Има премногу да се каже. Филипе, како се носиш со сето ова што си го натоварил на плетите? Прво ви благодарам за поканата и за убавата најава. Веројатно тоа дури некогаш не е ни наш избор, туку едноставно постоењето избира за нас и можеби сите тие улоги ни се некако дадени или предодредени. Се надевам дека досега успешно со сите тие дадени улоги се носам, да ги додадеме и оние важни улоги на син, на внук, на брат, на роднина, пријател, другар, така што се надевам дека едноставно сите тие делови го сочинуваат нашиот животен мозаик. Имаш ли некоја улога во која што ти е посебно драго кога ќе се најдеш во неа, или пак кога се претопуваш на некој начин, кога си новинар, мислиш на новинарството, кога си поет, само пишуваш, кога си во твојата градина ја обработуваш и уживаш во природата, или Филипе постојано која и своја улога да ја одигрува во одреден дел од животот и денот? Па Сузе, знаеш и по себе, и ти си и во новинарските, и во книжевните води, и во другите животни улоги. Знаеш што, размислувам кога сум, еве да кажеме, во новинарството или кога правам работилница за деца, јас сум само таму. Значи, тогаш не постои Филип инженерот, Филип другарот или Филип градинарот, тогаш е Филип кој работи со деца. Тогаш е Филип поетот. Кога пишу и така што јас кога готвам мислам дека сум најсовршениот готвач на светот. Иако не е така, ама едноставно тогаш сум можеби повеќе од 100% присутен во она што го правам и тогаш сум само тоа и ништо друго. Во која своја улога, кога веќе зборуваме за улогите, си со најголема самодоверба? Каде се чувствуваш дека можеш да поместуваш граници, а каде имаш предпазливост, од која и причина да е тоа? Тешко прашање. Некако, сега ми треба време да размислам, најсамоуверено се чувствувам на сцената, Сузе. Кога ќе застанам да рецитирам, тогаш мислам дека ја имам најголемата енергија и дека тоа е тоа. А да речеме, например, во областа на земјоделието, знам дека сум на некој начин почетник, значи некој кој дипломирал пред 2-3 години и дека едноставно има многу и теорија и пракса која треба да се совладува, да се учи, да се работи на тоа. Не дека на сцената или не дека во литературата не треба, меѓутоа можеби причина е тоа што многу подолго сум на книжевната сцена, а можеби едноставно не знам, тоа чувство на тие мигови на слобода и фреквенција на чувства кои сцената само ги овозможува, едноставно буквално чувствувам како да ми даваат крилја. Пишуваш од мал, тоа сега и сам го спомнам, а сепак се одлучи да се запишеш на земјоделски факултет. Како дојде до таа одлука? Искрено не беше лесно да се одлучи, затоа што долго, тоа се мои, како што реков на почетокот, сите тие ситни нешта навидум го прават онаа целина моја лична. Искрено многу размислував помеѓу 3 факултети пред да се запишам. Тоа беше факултетот за тогаш интердисциплинарни студии по новинарство, земјоделскиот факултет и македонски јазик и книжевност.
На крајот, само доволно беше што некако се присетив на таа моја, можеби, исто, не знам, на 7-8 години мене веќе ме интересираше, можеби пред тоа. Земјоделието, цвеќињата, селото. Чудно, јас во смисла не сум израснал во село, нити моите нешто интензивно се занимавале со земјоделство. Меѓутоа, таа љубов од кај мене беше секогаш огромна и некако, преовлада тоа. Не погрешив, особено тоа некако си го потврдив во 3-та и 4-та година на студиите, кога доаѓаат оние стручни предмети во областа на цвеќарството и градинарството, и тогаш кога ги гледав сите оние градини во светот, благодарение на предавањата од мојата професорка Маргарита Давидковска, си реков, тоа е тоа, вистинскиот избор е направен. Зошто така? Земјоделскиот факултет ми овозможи да бидам многу поблиску до природата, а тоа пак ми овозможува сета инспирација за творење. И едноставно се направи тој баланс кој еве и денес ме исполнува и ме прави среќен. Доволно ли енергија има во земјоделските науки за еден толку чувствителен човек? Мислам дека од друга перспектива се доживува факултетот. Односно, јас го доживував факултетот. Например, кога имавме лекции и предавања, да речеме, поврзани со генетскиот инженеринг, со тие за мене злоупотреби на земјата, буквално, верувајте, јас имав и физички болки. Значи, не само душевни, туку и физички болки, мислам, точно сега се сеќавам на некои предавања, сликовито. Тешко беше да се пребродат сите тие нешта и тогаш постојано секојдневно да сваќам дека она што ќе го работам јас нема да биде поврзано со конвенционалното земјоделие, нити ќе биде нешто што се занимава со ГМО, со хемија, со онаа огромна светска индустрија која од еден аспект може би има некаква корист, ама од многу аспекти носи огромни штети и последици врз здравието на луѓето, а единствена цел и тука се пак само парите, нити среќа, нити здравје, нити благосостојба. Така што уште тогаш јас сватив дека моето занимавање со земјоделството е не само растење на растение, туку растење и на духовното во нас. Значи, земјоделието од аспект на една активност која ни овозможува и духовно да растеме, и едноставно да изградиме своја лична филозофија животна. Потоа читав доста таква литература и сватив едноставно ти треба нешто што ќе ти потврди дали одиш некој вистински пат. Во смисла дали тоа е возможно или си во некаква заблуда. За среќа, веројатно правите книги доаѓаат во право време во животот. А на сајмот во Белград, да, многу нешта поврзани со книжевноста и со земјоделството мене ми се случиле и овде во Србија. Дојдов до книга на Масанобу Фукуока, земјоделски инженер, кој ја живее зелената филозофија на земјоделството. Мислам, сега е веќе покоен, меѓутоа станува збор за една многу интересна, дури интересна и лесен збор, многу суштинска книга. Еве во моментот исчекувам да ми стигне уште еден дел од таа книга и тој ми беше можеби најголема потврда дека тој пат може да се изоди и дека постои такво нешто, да се сплоти земјоделието како уметност на живеењето.
Мислиш ли дека за сите овие твои напредни и благородни идеи има простор во нашата околина во македонското земјоделство, со оглед дека тоа со години наназад се бори за обстанок, е во некаква стагнација, младите се помалку имаат желба да обработуваат земја, и кога ќе наидеме на млад човек кој што на земјата гледа на еден толку благороден, толку природен начин, најверојатно имаш и чудни погледи кои што ти ги упатуваат кога ги споделуваш своите идеи. Да, има, се случува, меѓутоа знаете што е најголемата потврда? Кога одам во училишта, каде што држам работилници со деца, кога ќе ги запрашам што сакате да бидете кога ќе пораснете, никој не одговара дека сака да биде земјоделец или градинар. Се извинувам. Од кога ќе им исчитам песни за овошјата, зеленчуците, за малиот градинар, за дедо Иле кој насадил малини за децата да јадат покрај оградата и така натаму, веднаш чувствувате како тоа се менува. И потоа ќе се јават 3-4 деца кои ќе кажат и јас сакам да бидам градинар. Сега, натаму дали тоа ќе се реализира или не, тоа е друго прашање. Меѓутоа, тоа дава надеж дека она што го правите има некаков одек и дека има луѓе кои имаат слични идеи. Благодарение на организацијата Slow Food, во која сум член, видов дека не е ни толку мал бројот на луѓе што имаат такви идеи. Таа организација одлично функционира на ниво на нашата држава и едноставно тоа ве прави среќен и тоа некако ве поттикнува дека едноставно има основа тоа да се прави. Не е лесно, нити треба да се смета дека тој начин на биоградинарење, на органско производство, на еколошки и традиционален начин, не треба да се оди во правец дека тие начини треба да постојат за да го уништат конвенционалното производство. Мислам дека тоа во денешни услови е и невозможно да се случи. Конвенционалното производство е огромно во светски размери, меѓутоа барем да се воспостави некој баланс и едноставно да се подигне свеста за тоа што значи да се јаде здраво, бидејќи ние здравието го внесуваме токму преку храната, односно преку устата. Така што да, се случуваат тие моменти кога малку се чувствувате како Дон Кихот и кога ќе слушнете коментар, на таа нива нема ова да ти успее, или не можеш ти така, или не може ако не се прска нема ништо. Замислете, јас минатата година ја поминав како вработен во земјоделска аптека. Колку е контраверзно сето тоа да се издржи сета таа хемија. Не само да се издржи, и да се дише. А од друга страна се занимавам со нешто што е сосема различно од тоа. Имаше ли внатрешни борби додека одеше на работа? Ги убедуваше ли луѓето дека има поинаков начин на пристап, на третманот на земјоделските култури? Да. Не можам да кажам дека тоа е лесно, да не се лажеме, дека вие ќе му дадете препорака и човекот ќе свати баш така, не е. Меѓутоа имаше случаи луѓе кои работе во село, доаѓаа луѓе од други села и се задржуваа по 15 на 20 минути, луѓе кои да речеме одлучиле, иако цел живот се занимаваат со конвенционално земјоделство, одлучиле да се насочат кон органско или еколошко производство. Така што ви велам, ги има тие искрени надеж и тоа е добро. Веројатно и тоа не држи по тој пат. Така. Минатата година мислам дека беше кога објави дека ќе продолжиш да учиш и тоа формално во рамките на уште еден универзитет. Ја реализираше ли таа своја намисла и како е да се жонглира со толку обврски? Минатата година ја завршив педагошката доквалификација на педагошкиот факултет. Значи ги избрав оние 6 предмети кои се неопходни за да можам да предавам со досегашното звање дипломиран земјоделски инженер.
и запишав факултет за македонски јазик и книжевност на педагошкиот факултет во Битола. Меѓутоа, едноставно во тој момент немав можност да продолжам, бидејќи едноставно животот имаше некои други барања од мене. Да речеме дека на некој начин го замрзнав тоа дипломирање моментално, но се надевам дека можеби ќе се најде време тоа да го продолжам. Од друга страна, веројатно отидов и со големи очекувања. Сметав дека тоа за мене ќе биде поголема надградба, а некако се соочив со едно основно ниво на познавањето, нешто што низ годините, иако не во формално образование, нешто што низ годините, занимавајќи се со книжевност, со новинарство и со преведувачка дејност, некако сум го усвоил. Бидејќи кога почнував со новинарство пред 11 години, исчитав навистина огромен број на книги поврзани со тоа, од книги кои се користеле на факултетите, прирачници разни. Всушност во секоја област во која влегував, јас и теоретски се подготвував. Иако тогаш се уште не знаев што ќе биде мојот професионален избор. Така што се соочив со еден момент, тоа е колку убаво, толку и неубаво, не знам како да го опишам. Меѓутоа, сватив дека јас немам некој импулс што ќе ми даде можност да научам нешто повеќе. Сега, во смисла на формалниот начин. Инаку секако ние додека постоиме, имаме уште многу што да научиме, да разбереме и да примениме. Така што не знам, за сега би сакал токму таа педагошка доквалификација да ми се реализира, односно да можам во наставата да работам, да го пренесам она што досега го знам. Што му е потребно на еден поет за деца за да има инспирација? Ве зборувам сега за оној детски дел од творештвото наменето за најмладата публика. Дали ти е потребно да ги наблюдуваш децата, да нурнеш во себе и да го бараш детето, или едноставно инспирацијата доаѓа ниту повикана, ниту најавена? Не многу пати, секогаш чувствата се во прашање. Меѓутоа, мислам дека дружбата со децата ги отвора навистина вратите и е извор на... Всушност, нити мојата, да речеме, прва книга за деца, Заедно да растеме, мислам дека немаше да ја објавам. Прво немаше да имам поттик да го направам тоа, доколку немав толку претходно средби и работеници со децата. Едноставно, кога сте со нив, сочувствувате и сваќате што им недостасува, што им е предоволно, што е добро, што не е добро. И да сакате и да не сакате, правите некоја анализа на нивните чувства, на нивните емоции и потреби, и со онаа дидактичка нота скриена некаде ги создавам тие песни со цел и со надеж дека кога ќе ја прочитаат, барем дел, барем некој стих или строфа, нив ќе им помогне и ќе им биде животот поубав. Важна е во секој случај, мислам. Ние сме преокупирани со многу нешта и доколку не сме со децата, едноставно некако нивните потреби и чувства се настрана од нас, па секогаш нема да не сметам дека е најдобар начин да се нурне само во своето детство, зашто тогаш би биле само носталгични, а не гледам дека на денешното дете читател му е потребно да чита за нашата носталгија. Едноставно мораме да сме во тек и да сме современи со ова дете денес, зашто ние веќе не сме деца. Сега само можеме да го токму тоа чувство детско наше овозможува да допреме до денешното дете. Автор сте на книгите Божи лак на исконот, Заедно да растеме, Во градината има само љубов
и каменот има душа. Ајде да позборуваме за овие твои книги. Поезија за деца и поезија за возрастни. Пишуваш напоредно или едно дело мора да се оформи пред да почне друго да се надзира? Како тече твојот процес? Во колка временски период се објавени сите овие 4 книги? Овие книги се објавени, 5 всушност, се објавени од 2010 до 2020, значи во 10 години се објавени. Последната и Каменот има душа, објавена е во декември 2020 година. Бидејќи станува збор за збирки поезија, никогаш не сум имал потреба да, односно не сум пристапувал со концепт, дека сега ќе ги напишам овие песни и ќе објавам книга. Едноставно, природно и спонтано доаѓал моментот кога ќе кажам, ајде да проверам, тоа ми се случи еве сега, минатата година во декември, ајде да видам што овие години јас напишав, ајде да видам што е добро, што не е добро. Па си зедов еден нов тефтер. Избрав оние песни кои сметам дека се добри, па ги препишав таму, па ги прегледував, и јас уживам во тој процес. Пенкалото и тетратката мене ми се уште дел и алат во пишувањето. Дури нешто ако ми дојде и го напишам на лаптоп, јас потоа брзам да го препишам во тефтерот, тој ми е најсигурен. Нотесот ми е битна работа и не се делам од него. И едноставно, значи, спонтано се случуваше и да, многу пати паралелно. Зашто не знаеме ние кога инспирацијата ќе дојде до нас. И дали одредена инспирација од нас ќе побара да протече низ нас како песна, како расказ, како песна за деца, едноставно. И тоа е многу магично, многу убаво чувство, зашто што го натерува авторот, одреденава инспирација да го претвори во песна за деца или песна за возраст или расказ. Тоа е многу убаво и необјаснимо чувство. Мислам дека тоа е најубавото нешто што уметноста го дава, мигот на нешто што е можеби нереално, имагинарно, едноставно можност да имаме своји мечти и да имаме слобода. Тоа е можеби најголемиот импулс на слободата. Да. Мислам дека ти се испреплетуваш како човек, земјоделски инженер и поет, затоа што честопати во твоите стихови, дури и во оние за возрастни, се чувствува тој повик, тој суптилна порака кон возрастните или поука кон детето, истакнување на убавината на природата. Добиваме чувство дека ти вистински се грижиш за она што го пишуваш и она што сакаш да им го пренесеш на читателите. Така што мислиш ли дека тоа може да допре и до возрастните? Очигледно е дека имаш добра комуникација со децата, но какви се повратните реакции од возрастните кога ним им се обидуваш да им ја доближиш природата, на која што честопати сведоци сме дека сме несвесни, дека сме слепи пред неа? Многу убаво прашање. Прво, многу пати од сопствените песни јас сум научил нешто. Еве искрен ќе бидам, ќе ви кажам дека јас не јадев лук додека не напишав една песна за деца посветена на лукот. И така безброј нешта ме поттикнале и во поезијата за деца, и во поезијата за возрастни, да си дадам одговорност пред себе си дека мојот збор треба да биде подкрепен со дело. Како јас пишувам за природата и ја сакам и дури и поучувам некого или повикувам да ја сака, а јас не правам ништо за неа. Ако тоа со дело не го покажам, старите латињани велат res non verba, дела а не зборови. Чувствувам потреба дека моите зборови треба да бидат подкрепени со некакво дело. И кога ќе насадам дрвце, тогаш имам право да барам некој да го сака, да го почитува или да го поттикнам и тој да насади дрвце. Зашто на вистински сум
поминал низ тој процес и тој процес ме инспирира. Мгм. Возрастните сме многу посложени од децата и сватив дека најважно е на оние промоции на книги или поетски читања. Особено тоа се чувствува ако е авторско представување, значи вечер во која, да речеме, барем 30 на минути ќе се слуша моја поезија, дека тогаш ги добивам вистинските возвратни реакции од возрастните. Прво се чувствата, а подоцна може по 2-3 дена истиот тој човек да ви каже некоја реченица што нема врска со тој првичен импулс на вечерта. Нивните солзи, ежења, наежувања, нивните морници, нивните изблици на воодушевување или зборови што ми ги упатиле по завршувањето на настанот, јас претпоставувам дека многу милиони можеби сега да ги прашате сосема и не знаат што тогаш ми рекле. Меѓутоа, за среќа јас ги паметам сите тие мигови и ми се многу значајни и ми се многу голем поттик за творештво. И тогаш знаете дека сте допреле до нив. Секако, не може ако имате 100 души во салата, дека до сите 100 ќе допре тоа. Меѓутоа, да ги има и 5, и 10, и 1 дури, доволно, тоа е доволен показател дека некому оваа вечер сте ја направиле поубава или сте освестиле нешто што кај него било заспано. Препејуваш и други автори. Каква е радоста да се пресоздаде едно дело на сосема нов јазик? Еден другар ми рече, кога ќе ми кажеш дека одиш да преведуваш или да препеуваш, мислам дека ја правиш најдосадната работа на светот. Меѓутоа, тоа воопшто не е така. Тоа е исто еден многу сложен процес, дури е многу поодговорен, зашто за она што ние го пишуваме како автори, едноставно така чувствуваме, така сме напишале и тоа е тоа. И сега кога преведуваме и препејуваме, ние сме исправени пред одговорноста чувствата да ги на авторот да ги пренесеме и да ги пресоздадеме во облеката на нашиот јазик. Тоа е сложен процес, меѓутоа дава едно бескрено чувство на уживање и на развој на естетското чувство кај нас, така што уживам кога препеувам и некако сватив дека исто како и во литературата и таму нема силување и нема ништо понарачка. Едноставно имало песни и автори кои не сум можел да ги препеам, да ги преведам и сметам дека нема добро да биде тоа, едноставно се откажувам. Оставам срцето да ме води, да ми покаже кој автор треба да го препеам или преведам, нормално доколку се постои согласност од авторот. И минатата година, ете, некако преводите ми ја одбележа, излезе книгата Песни и звездена лектира од српскиот поет Власта Ценич и излезе акт во моминската соба на Ленка Дунгерски од авторот Радован Влаховиќ. Двајцата се истакнати автори за Радован Влаховиќ за возрастни, а Власта Ценич за тинејџери. И дојде до многу ми е мило што едноставно нивната поезија сега е достапна и за македонската читателска публика. Да. Мислиш ли дека и кога не твориш, создаваш чудеси во твојата градина, произведуваш органски производи, ги продаваш или пак она што ќе ти остане или е вишок, го конзервираш во домашни услови, повторно подготвено за трпеза. Звучи на вистина фасцинантно. Како е да се живее па на тој начин? Животот не е секогаш толку романтичен, ама е среќен колку што ние ќе побараме да е среќен и романтичен. Бара повеќе енергија, да не се предаваме на сивото секојдневие, едноставно од минута во минута да се потсетуваме и да сме благодарни. Тоа е најважното чувство, 100 пати себе си сум си рекол, кога не си среќен, значи си неблагодарен.
Сети се на она што го имаш, а не на она што го немаш. И едноставно од миг во миг сметам дека креативноста е она што не прави среќни и исполнети. Значи, креацијата е една. Дали денес таа креација ќе биде сладко од дујни, или ќе биде песна, или ќе биде новинарска статија, или ќе биде читање пред публиката, зависи од мигот, од денот, од можностите. Меѓутоа, сметам дека и во денешни услови, ако сме со малку помали барања, имаме начини да бидеме среќни. Едноставно, сите овие нешта што ги правам, секако за тоа стојат сите мои пријатели, роднини, моето семејство кој ме поддржува во она што го правам. Сето тоа ни овозможува ние да бидеме едноставно среќни, скромни и задоволни и да не бараме повеќе од оно што го имаме. Едноставно, сите тие креативни изблици ни носат радост и спокојство. Така. Филип, беше вистински уживање и задоволство да се слуша и да се разговара со тебе. Се надевам дека ќе имаме можност да зборуваме за уште многу нови креативни производи од твојата реална и виртуелна градина и дека ќе имаме можност наскоро и во живо да позборуваме пред гледачите на ТВ Виз. Јас сум многу благодарен што оваа година во однос на медиумските гостувања ми почнува со вас, со тебе Виз Струмица. Секако ќе упатам поздрав до сите вработени во телевизијата, благодарност до тебе Сузе за поканата, за пријатниот разговор и секако до сите гледачи на вашата телевизија. Имам многу убави мигови во Струмица, многу драги пријатели и се сеќавам на убави настанина и на убава моја промоција пред неколку години, така што се надевам дека ќе имаме можност да се видиме, а тебе секако те поканувам да си направиме една поетска седенка и да ги дегустираме моите производи. Апсолутно прифаќам. Благодарам уште еднаш. Се најубаво.